Дистрикт, Цивил прес студио, интервју на Зоран Иванов со Насер Салмани. Википедија на македонски за Насер Салмани речи си ништо. Само 2-3 констатации: кога е роден, новинар, бил председател на ЗНМ на Сдруженијето на новинарите на Македонија и толку. Насер Салмани, добре дојдете во Дистрикт Цивил прес студио. Па ајде да ја компензираме Википедија. Прво треба да се потрудите нешто да дополните од вашата, иако сте релативно млад, веќе богата кариера и работа. Па не сум баш млад, веќе околу 50 години, така. Но многу е сиромашна Википедија. Ке дополните ли нешто? Кој е Насер Салмани? Од каде е? Јас сум од Скопје. Јас знам, но за гледачите на Дистрикт. Да, јас сум од Скопје, студирав книжевност на Филолошкиот факултет во Скопје. Магистрирав на Берлинскиот универзитет за професионални студии, медиумски менеджмент. Како новинар почнав во Нова Македонија, редакцијата Флаке Блазримит. После тоа од 2000 година, од кога е основан весникот Вест, до 2015, цели 15 години помина во Вест. Паралелно бев 8 години председател на Сдружение. После тоа работам во разни проекти, разни медиуми, така да. Тоа е она што заборев, многу ми е интересно, работам и со студентите од Титовскиот универзитет, меѓутоа она што ме загрижува е што веќе немаме деца, децата си одат. Секоја година имаме се помалку студенти. Нема интерес за новинарство? Не, децата си одат. А нема млади? Нема млади. Вие ако направите една споредба колку пред 10 години се запишувале, не е само новинарството, него изборам и за правниот факултет, за економскиот факултет. Тоа е 600-700% помалку студенти од тоа што бидејќи немате конкуренција, горе-доле добро констатирав дека Насер Салмани е се уште млад, нели, но не е млад новинар, искусен. Бевте, спомнавте и сами, јас реков, во 2 мандата, председател на Сдруженијето на новинарите на Македонија. Мој впечаток е можеби пресубјективен, ве сакаја новинарите за председател, не само што ве избраја и по втор пат. Какво ви е сега чувството? Малку јас имам впечаток дека сте многу по-остар критичар сега и према новинарите, отколку кога бевте председател. Тоа значи дека го губите чувството за потреба заштита на новинарите, во чии води вие се уште пливате, нели? Ја, колку што се сеќавам, јас со колегите не се бавам. Ја не критикувам новинари. Ако имам нешто на колегите да им кажам, ќе им кажам у 4 очи, нема потреба тие наши. Вие сте слушале адвокати да се расправат на јавна сцена? Не. Добро, или лекари. Нивниот мотив е профитот. Да, ама мислам дека делот новинарска етика е да се почитува таа новинарска колегалност. Ние колку и да не се слагаме, за некои работи мора тие наши кавги, ја мислам дека немам со ниеден кавга. Салмани, кога ја отворив темата, мислев бевте председател во едно многу сложено време за новинарството, и меѓународната заедница го нарече на некој начин режим. Бевте многу бриток во битката со представници на тој режим. Се сеќава и јас и јавноста на неколку остри диалози на јавна сцена со поранешната градоначалничка, тогаш министерка за евроинтеграција Арифи. Како ви е сега, порелаксирано? Имате ли чувство дека и ова новинарско раководство актуелно исто така се залага, се бори за новинарската фела и за новинарството воопшто? Ја во тој надпревар за председател на ЗНМ не влегов ја немав никаква идеја или немав никаква амбиција да се кандидирам. Меѓутоа, колегите рекоа, ако ти не се кандидираш, гледате дека другите не се зафаќаат. И навистина не можев да се помирам со тоа дека цело време ние меѓу 4 очи збориме дека работите не ни одат како што треба, а кога треба да се преземе одговорност, и акција не се прави. И тогаш прифатив и искрено, јас се сеќавам и при самото кандидирање колку притисоци имав да се откажам. И еден од овие, тогаш исто од власта беа луѓе од ДУИ, ми вика, па вие ќе изгубите. Па викам, јас тоа сакам да изгубам, па вие не знаете тоа.
Во текот на тоа раководење со Сдруженијето, затоа што ја прифатив и заради една друга работа, дека ЗНМ не може да се крене, ние новинарите сме лоши, сме поделени, сме вакви, сме продадени, сме купени. Ја не можев тоа да го прифатам, затоа што знаев дека повеќето мои колеги се честни луѓе. Ако такви купени, продадени има во секоја професија. И ако вие навистина имате идеја и настојувате да ги туркате тие ваши идеи, се разбира дека луѓето ќе го препознаат тоа, дека навистина вие работите во интерес на новинарите. Беше тешко, но ја не се жалам, затоа што ја доброволно прифатив да влезам во тоа. Салмани, во една таква и карактерна средина, каква што е новинарството, полна со суети, нели нормално, да се остане 2 мандата, сепак е за почит. Тоа не ви беше платена функција. Работевте аматерски и волонтерски. Повеќе би рекол не аматерски, туку баш волонтерски. Работевте во редакцијата Вест, ве толерира колегите, имавте сесарна помош од таму поради тоа. Тој мој ангажман во ЗНМ немаше да биде можен ако ја немав сестраната поддршка на моите колеги од Вест. Од уредникот, уредниците, колегиумот, од секој новинар. Така да, јас за тие години секако дека не можев да работам како што сум работел пред тоа. И никогаш не ми прирекувал некој зошто ова не си го напишал, или зошто овој настан не си го следил, или овој текст не си го напишал. 8 години, 8 години тоа е сепак е предолг период. Не мислам на Вест, само него и преголем ангажман апсолутно, вие присуствувањето на Сдруженијето. Знаете, настаните беа такви што вие практично немавте можност да се релаксирате. На вас секоја недела ви се случуваше нешто. И ако вие не реагирате на тоа, не организирате, не се спротивставувате тогаш вас зошто сте таму. Меѓутоа, тоа е многу точно дека тој мој ангажман таму немаше да биде таков каков што беше, без поддршката на моите колеги. Во тоа време, ваше, условно да речам, се случи и многу немили настани по одредени новинари, некои дури малку и одложеви во затвор, нели, во многу сурови околности. Реагираше соодветно Сдруженијето, направи што можеше да направи, анимираше меѓународната јавност и поготово меѓународните организации. Каква беше таа комуникација со вашите колеги од Европското светското сдружение и колку тие помогнаа малку да омекне тој тогашен режим кон новинарството и новинарите? И ја мислам дека за жал двајца наши колеги во тој период лежаа затвор безправно, нормално. Анимирањето на ако вие имате домашна организација која ги покренува работите, која добро ги објаснува, ги настапува јавно, врши притисок. Вие немате никаков проблем да ја добиете таа поддршка, затоа што тоа се наши колеги. Принципите се тука. Ако има кој да ги анимира тие организации, тоа никаков проблем. Па вие знаете дека Кишаровски беа принудени да го пушат токму од тој притисок. Поддршки и од самата Европска комисија. До таму допревте како сдружение и вие како преседател. Видите, имаше, тоа не ни, знаете, кога вие работите, не мислите за работите што ви се поминати за, можеби и на некои добри работи кои што... Јас паметам некои работи, да. Например, на изборот, кога јас го напуштив за НМ и се бираше Чадиковски, генералниот секретар на Европската федерација рече дека овој човек вика свати колку е битна лобирањето кај моќни меѓународни институции, вика, за да ја придобие нивната наклонетост и да врши притисок врз домашните авторитети работите да се сменат. И ја тогаш сватив дека навистина тоа беше добра работа. Затоа што вие, како новинарска организација, не колку имавме 500-600 новинари, идеја да нека се. Не можете вие да се споредите со една власт која има 4 милиарди евра, која има влада, која има полиција, која има... се има. И вие, ако немате поддршка, пријатели вас, вие сте осудени на... Го наметнавте сами прашањето кое ми се подолу да го поставам, но еве да продолжиме. Тој период што го нарекуваме режим и тоа новинарство на некој начин, не толку новинарството колку што редакциите сами новинарите беа на некој начин окупирани во таа слобода. Поразлично ли е сега многу или се уште има некоја
политичко-партиска шепа генерално врз медиумите? Ќе се обидам тоа да го илустрирам со еден пример. Разликата ме интересира. Кратко ќе се. Меѓутоа сакам прво еден пример да земам. Минатата недела имаше информација дека во близина на скопскиот аеродром се конфискувани скоро 1 тон синтетички дроги. Еден ден се збореше, вие имате слушнато нешто, да известуваат медиумите, да прашуваат кој е инволвиран, до каде истрагата, кои се актерите, кај требаше да оди дрогата, ништо. Предизборната вест од Калето за вооружена група пред избори. Само ова ме праша за дали е сменето нешто. Не можам да речам дека е полошо. Меѓутоа, оно што беа наши реални очекувања не се оствари. Еве да тргнеме по сите индикатори. Политиката на неказнивост на насилството против новинарите. Кои напади против новинари се расветлија? Еве, за мене има 2 или 3. Ништо. Прашањето едното, главна критика наша, кога ја бев во ЗНМ, беше јавни пари во медиуми, затоа што вие така ги купувате медиумите. Знаете дека сега не само што има помалку, има повеќе. И на моите колеги кои им викам сега има повеќе јавни пари во медиумите, не ми веруваат, нека ги земат бројките. Владиното рекламирање се замени со политичко рекламирање. Сега разликата е што не само владата, партиите од владата имаат пари да трошат, јавни пари да трошат за време на изборна кампања, туку тоа го прават и опозицијата. Ефектот е ист. Практично може да констатираме дека македонското новинарство на некој начин е дрогирано. Дрогирано од од јавни пари користени од партиите за политичка пропаганда. И на крај, каде е македонскиот јавен сервис? Нели ние цело време туркавме, пошто нашиот медиумски систем нема да почне да закрепнува ако ние не окренеме јавниот сервис. Тоа е наш сервис, тоа е наша телевизија. Овие приватните нека си терат бизнис. Ако ние јавниот сервис не го кренеме, никогаш начинот на известување, квалитетот на известување на медиумите нема да се подобри. Затоа што тие луѓе треба да бидат растеретени од економскиот притисок. И затоа треба да ни служат на нас. Ние таа можност 5 години не можат да изберат програмски совет на МРТ. Замислете. И ви се оправдува со разни пнани. Па ВМРО блокира, па овој. Ние овие луѓе ги избравме да решат проблеми, а не да ни се правдат дека не можат да ги решат. Ќе дојдеме до политиката, но еве се држиме се уште на ниво на констатации. Ако порано власта, режимот окупираше се, сега политиката практичко, политичките партии па и овие што се на власт ги окупираат на новинарите на еден посуптилен начин, ако добро ве разбирам. Видите, ако медиумите знаат дека на секои избори добиваат илјадници или милионски суми евра од политичките партии, вие мислите дека има такви уредници или собственици на медиуми или менаџери кои што ќе им дозволат да ги критикуваат политичките партии? Имено дојдовме до клучното прашање, не мислам на новинарите, има доста млади, потенцијални, паметни, образовани новинари. Имаме ли уредници добри, смели, храбри кои може да се спротивстават на тоа, бидејќи парите што ги добиваат и од политичките партии се државни пари од државниот буџет или од други даноци. Сепак се тоа јавни пари. Мора ли новинарството да биде зависно секогаш кога ќе добива пари за некоја работа? Ако биде финансирано од политиката, мора. Проблем е во политиката или во собствениците или во уредниците на се? Тоа е врзан систем. Тоа е врзан систем. Уредниците со менаџерите, менаџерите со собствениците, собствениците со политиката. Вие сте поискусен од мене, вие знаете како се поставуваат уредниците по битни телевизии. Ако собственикот нема некој линк со некоја политичка опција, речи си, такви луѓе може да бидат поставени, но нема да траат долго, затоа што брзо доаѓаат во конфликт уредувачката политика со интересите на собственикот. Вие знаете колку пати наши колеги се разрешени нејасно зошто, добри, квалитетни новинари. Главно поради промена на собственичка структура. Абсолютно. И нова политика, нови линкови со бизнисот и со политиката и така натаму. Новинарството не е отпорно, да го распуштиме? Нема да се распушти, затоа што ја верувам дека меѓу новинарите има луѓе кои што уште нема да се предадат. Знаете, колку е да
значи, работата е неисплатлива, е стресна, затоа што вие ако се обидувате да критикувате, добивате непријатели. Меѓутоа, ја гледам колеги кои што не се откажуваат, го користат секоја можност да покажат или да бидат во служба на граѓаните. Значи, се борат со инструментите што ги имат на раце. Вие не можете да ги осудите нив, зошто не известуваат за дрогата за плената, затоа што веројатно тој текст нема да им биде објавен. Се обидов нарочно малку да бидам строг за да излечам што повеќе од вас, но факт е и ова што говорите дека има се уште сила, има потенцијал и во младите, и во средната генерација, и во дел од најстарата генерација. Јас верувам дека новинарската критика колку и да користат разни методи на заплашување, пари, закани, уцени, ја сум убеден дека нема да успеат да ги заплашат новинарите. Ме интересира една ваша паралела меѓу интернетот, социјалните мрежи и новинарството, од една страна, и ова што велиме јавни пари, политичка моќ и така натаму. Јавните пари стануваат ли се помалку интересни за медиумите, бидејќи социјалните мрежи не се зависни од тие јавни пари, и таму е слободата, или таа равнотежа се уште е рано да тој јавен притисок преку социјалните мрежи го истурка политичкиот притисок од медиумите? Дека социјалните мрежи, интернетот го смени, како се вика, медиумскиот бизнис, тоа е неспорно. Во светот, во слободни земји, каде што медиумите се слободни, тој процес на трансформација на новинарството од она традиционално кое што ние го познаваме, во користење на тие инструменти на, како се вика, на социјалните мрежи, се направи релативно брзо. Значи, веќе не е работата дека социјалните мрежи кај ни вршат притисок новинарството да се смени, напротив, квалитетното новинарство ги користи овие алатки за да биде присутно во јавноста. И вие знаете дека тие медиуми добро заработуваат и преку YouTube или преку Facebook. Тука кај нас е обратно. Овде кај нас медиумите не работат за да заработат, туку да преживуваат. И тие се задоволни ако од година во година успеват да ги сервисираат тие мизерни плати на новинарите. Собственикот на медиумот си врви бизнисот, заработува, купуваат јахти, авиони, не знам што, ама ова другото, затоа што тие медиумот го немат како основен бизнис за профит, тоа им е нешто споредно за да го користат, како за да го заштитат политиката и бизнисот. Апсолутно, за да ги заштитат нивните главни бизниси. Тука кај нас проблемот е дека социјалните мрежи и интернетот врши притисок, тоа е јасно. Меѓутоа, ја таму не го гледам проблем. Проблемот овде кај нас е во слободата на медиумите. Кога вие имате слободни медиуми, тие ќе најдат начин тие инструменти да ги користат за да... Елементарна доктрина Селмани на новинарството е вистината. Социјалните мрежи многу често, па и преку политичките партии бевме сведоци со последните избори, многу манипулации пласираат. Остануваат ли класичните медиуми се уште тој филтер на условно речем на вистината, без оглед на она што зборуваме за нивна недоволна ангажираност во истражувачкиот дел на новинарството? Поминуваат затоа што новинарите, медиумите не се на ниво на нивната задача. Затоа што вие, ја не можам да прифатам или не можам да разберам како е можно медиумите да пренесуваат секакви глупости во соопштенијата на партиите. Ја верувам дека тоа што е битно треба да се пренесува, но кога некоја партија спинува, па задача е на новинарите да го отспинуваат тоа. Не можете вие да рече, вели овој, кажува овој, па а каде е нашата улога? А ние таа изјава да ја провериме дали е точно, затоа што тука кај нас има и полувистини, обично манипулираат со полувистини, со невистина, со лага, веќе ни една партија не... Добро, се враќаме на елементарното да констатираме дека нема уредници. Нема уредници, кога велам нема уредници, нема луѓе во медиумите кои можат да дадат отпор на некој. Ако една политичка партија излезе со пресконференција на некоја тема, веднаш се лиферува соопштение кое не одговара на прашањата на пресот, туку и вие лани крадевте. И тоа се пренесува. Да, точно е дека има криза, има криза на уредници, но знаете како, овде во Македонија не се на цена новинари кои што имаат интегритет и знаење. Тука предност има тие што
знаат да прават лице на собственикот, да бидат врзани со некоја партија. Знаете, јас веќе приметувам во медиумите луѓе кои што ја играат улогата на политички комесари, пропагандисти. Тоа веќе нема врска со новинарството. Но прашањето е зошто на тие луѓе некои во медиумите им дава простор, затоа што такви новинари им треба. Пред да поминеме на политичките теми, колку и да зборуваме за новинарството, таа не одвоја и од вашата работа, бидејќи цел живот се занимавате со општествено-политички теми и во професијата. Како е во ТВ шења? Имате ли доволно слобода? Сега или дали дозволувате на вашите соработници доволно слобода? Како се наоѓа Селмани како уредник? Видите, значи, ние функционираме во овој амбиент и ја една работа не можам да прифатам, да ми кажува некој како треба ја да работам. Ја можам да прифатам критика, ако таа критика е издржана, ја ќе се поправи. Значи, нашата идеја е како да бидеме подобри. Ја не сум против конструктивна критика. Сте имале некој разговор кој што не ви бил добар. Ајде да видиме како може следниот пат да разговараме. Ама вие да ми кажувате овој може, тој не може, овој вака, тоа не. Затоа ја во овој период од 2019 кога напуштив ЖНМ, има проблем вие да најдете простор во медиумите каде што ќе поминете подолг период, затоа што одма доаѓате во судир со некои агенди кои што на мене не ми се прифатливи. Или сме новинари или не сме новинари. Така, сакам да ги искористам присуството сега да ве тргне малку на оваа општествено-политичка тема. Појавата на коалиции меѓуетнички почна со БЕСА и СДСМ, па пред локалните, значи предизборни коалиции, не само од некаков интерес, секако од интерес да се дојде на власт, но не било традиција во Македонија цели 30 години од плурализмот наваму. Тоа беше првиот сигнал, вториот сигнал сега со ВМРО, ДПМН и другите две политички партии, Алијанса и Алтернатива. Како Насер Селмани, како граѓанин пред се, квалификуван граѓанин кој ги познава политичките процеси, гледа на таа трансформација. Дали ова времена искра за некој нормален политички живот не е етнизиран по секоја цена, или е така, прва ластовичка не прави пролет? Како би се движеле натаму? Мислам дека тоа е многу позитивен сигнал. Да се надеваме дека политичките партии нема да застанат на тоа. Пошто, знаете зошто е тоа битно партии од разни бекграунди да работат и да соработуваат? Затоа што тоа не е веќе работа, да речеме, на БЕСА и на СДСМ кога се во коалиција, туку веќе почнува да работат и други активисти и граѓани кои што низ работа ќе видат дека тие имаат заеднички интереси и дека само заедно тие можат полесно да ги остварат, дека тие разлики кои што ние ги имаме, етнички, религиозни, идеолошки, не знам какви, дека тие се тие, меѓутоа тоа не треба да биде пречка ние да работиме и да се трудиме тие наши заеднички проблеми. Овој чинје е некако силен сигнал кон општеството. Апсолутно. Нормализирање на односите, затоа што тоа не е кој знае каков напредок. Тоа во нормалниот свет тоа е нормална работа. Ние се практично се приземјуваме. Па соработка имаше под маса и порано, меѓутоа тоа е неискрено. Вака е подобро. Ако ова првиот крупен чекор, етнички мешани коалиции, па и партии, нели, зошто да не? Апсолутно, па тоа ќе води, ако се искрени, тоа сакав да кажам, ако се искрени во тоа што го прават. Тој процес треба да заврши во формирање на политички партии или блокови кај што веќе нема да има 20 партии, туку има една партија. Идеолошките матрици, дали ќе се врзуваат по таа линија без оглед на етничката Тоа припадност. ќе биде показател колку се тие искрени во промовирање на таа идеја. Со локалните избори што туку завршија, што се случи? Сите анкети не предвидува прво толку мала излезност и второ не предвидува толку голема победа на опозицијата врз власта, посебно на ВМРО ДПМН врз СДСМ. Таа е неочекувана дисторзија или очекувана беше за Насер Селмани? Прво мислам дека анкетите, резултатите на анкетите зборат кој е квалитетот на правење на тие анкети. Веќе, знаете, ние како новинари слушаме разни. Мисли, тука е клучот на промашувањето. Мислам дека не се работи за промашување, се работи за намерно промашување.
Тоа се агенции кои што пакувани резултати. Резултати кои што се фризираат во разлика од тоа кој колку повеќе ќе плати. Мислам, не сакам ова Добро, да кажам. не помогна. Не помогна, ама видите, партиите мислат дека ако создадат перцепција во јавноста, дека тие се победници, тие ќе победуваат. Се Што случи не е обратно. точно. Се случи обратно. Зошто се случи обратно? Се случи не поради обратно. анкетите генерално, што мисли Салмани? Мислам дека граѓаните има големи очекувања од ова. Јас имам големи Од власта. Од посебно од СДС. Може ли да сегментирам, ми го земате зборот од СДСМ СДСМ го или водеше од ДУИ? Повеќе. Не, за мене ДУИ е режимска партија. Не, велам, граѓаните од кого беа разочарени? Од СДСМ секако. Затоа што СДСМ беше партијата која во 2014-15 не убедуваше дека ние имаме еден режим кој што ја тоа го кажував од 2011-12. Закаснија со 5 години, ама не е битно. Добро, Салмани, но ако е ДУИ режимска партија, па каква е тогаш СДСМ која е во коалиција? До таму сакам да дојдам. Што се случи умеѓу време? СДСМ ги напушти сите клучни ветувања во низиното доаѓање на власт, зашто беа поддржани од граѓаните. Ова сите, ајде да подсетиме. Еве да речеме дека ќе се борат против режимот. Така беше. Што се случи? Дојдоа на власт не само што не се бореа против режимот, туку направи амнестија и ги амнестира луѓето од режимот. Како не избега Груевски? Па не може никој мене да ме убеди дека Груевски избега. Не, Груевски беше пуштен да избега. Ајде, Груевски не изненади, ама Мијалков како ни отиде? Ја никогаш не сум ја критикувал СДСМ за коалицијата со ДУИ во 2017 година. Затоа што бројките беа тоа. Имавме ни избор да го рушиме режимот на Груевски или да продолжи режимот на Груевски да обстојува. Тука нема никаков спор. Меѓутоа, СДСМ не само што па мери од коалицијата, с кој соработуваше со мери од коалицијата. Сближувањето со ДУИ. И сега СДСМ стана најжесток поддржувач. Можете ли во оваа анализа да го заборавите фактот дека во тој период токму може би и веројатно и поради таквите не зборам ја само да завршам, и поради таквите дејанија Македонија го помина през Панскиот, помина уставните измени и стана членка на НАТО. Жртвата е СДСМ или жртвата е однесувањето на СДСМ? Да беше жртвата СДСМ, граѓаните беа свесни не случајно во 2020 година и покрај тоа, видите, компромисот за името е болно и кај огромен дел на... Кога спомнавте мери од коалиција, без таа мери од коалиција, во овој жаргон нас новинарско неинституционален, помогна ли да влезе Македонија во НАТО? А зошто мора после 2020 година да продолжи таа кокетирањето со Тоа е режим? вистинското прашање и веројатно вистинската констатација. Затоа што ние дотогаш, граѓаните дотогаш го амнестираа СДСМ и не случајно победи во 2020 година. Замиживме, рековме добро, ајде нека пројде. Ама после 2020 година веќе ја не можам да го препознавам СДСМ. Тоа е едно како крило на ДУИ. И сега ја мислам дека целиот македонските партии една работа не сваќа. Дека ДУИ ги дискредитира, така ги црпи и им го уништува интегритетот и кредибилитетот кај македонските граѓани. Сега во опозиција Салмани да го бранам ДУИ, бидејќи нема не, представник на ДУИ. Ја сакам да... А познати се вашите ставови околу ДУИ уште од времето, нели? Вие сте многу тврд кон таа политичка како може партија. ВМРО и Груевски да бидат режима, ДУИ 11 години да не биде режим? Да речеме... Зошто ДУИ не рече во еден момент за тие 11 години? Груевски, ја вас не ве следам. Ја распаливме малку дискусија, време некако брзо ми лета. Ајде да се Зошто, вратим... еве ова прашањето, како можеше ДУИ 11 години да го толерира Груевски? Еден момент не рече, не, ова е премногу. Излегуваме од владата. Формираме 2014. И 2014. Па имаше и потикнување меѓуетнички конфликти. Може ли да констатираме тука, да удиреме линија, дека СДСМ овие избори драстично ги изгуби во смисла на градоначалничките места, токму заради Апсолутно. ова коалицирање со ДУИ и тој тип на политика? Затоа што коалицирањето со ДУИ значеше амнестија на криминал.
Граѓаните не можат да го простат тоа. Нема поголем проблем, нема поголема како се вика, поважна агенда за Македонија отколку борбата против организираниот криминал. Како можеше СДСМ да дозволи специјалното јавно обвинителство да заврши на начин како што заврши? Некој ќе рече па Катица е виновна. Не е виновна Катица. Требаше ова држава да ја штити Катица. Ако таму имаше криминалци кои му се вртаа околу Катица, полицијата требаше да оди таму да рече ало, пазете, внимавајте. Овие ваши констатации и по широката јавност се одразија на изборите. За влакно се спаси мнозинството или се уште не се знае, неважно. Како и да е, ќе се одили брзо на предвремени парламентарни избори. Мене ми е криво, искрено да ви кажам, ја немам проблем да бидам отворен. Мене не ми е криво или не ми е проблем да речам дека Зоран Заев е нетипичен македонски политичар. Меѓутоа дека Зоран Заев ја прокоцка шансата. Нема премиер во Македонија како Зоран Заев што имал таква сестрана поддршка и од граѓаните и од меѓународниот фактор. И ја прокоцка. Знаете зошто? Затоа што почна да прави но и немало компромиси кој направи толку на меѓународен план, нели со го затворивме, влеговме во НАТО. Меѓутоа ние треба да гледаме напред, не може ние уште да се бавиме со тоа прашање. Имаме нови предизвици со кои мора. Добро, но вие знаете како се формираше и ова владеачко мнозинство, минимално немаше, веројатно тешко е да се седне на маса и да се преговара. Можна ли беше поинаква коалиција, но да не се враќаме на, веројатно ќе каже дека да, секој ќе каже дека секако било можна, нели? Нели во 2017 година Зоран Заев ги имаше во влада и Алијанса и БЕС. Зошто ги избрка? Зошто ги избрка? А тоа не знам, да може значи, ние сме колеги, ние разговараме, ја разговарам со разни. Значи цената може ли Алијанса и БЕС сега да влезат во коалиција? Не, веќе тоа ако влезат во коалиција со ДУИ, тоа што подразбира, значи нови избори. Апсолутно. Единствено решение да седнат за 3 месеци, не знам колку ќе се договорат, да видат што може да направат со ова енергетска криза, да не ни прерасне во економска и безбедносна криза, да видат ако може да го затворат тоа прашање со Бугарија, за да може да отвориме преговори и да утврдат датум за преговори. Ја друго решение не гледам. Те изненади ли лично ова, условно да речем, бегството на пратеникот? И што ќе случеше со промена на мнозинството? Што ќе се случеше драстично? Пак ќе се одеше на нови избори или? Да, ќе се вратеше мандатот на граѓаните. Ќе се забрзаа предвремените избори. Ова со пратеникот мислам дека вреди да го објасниме. Зошто се случи бегство или зошто се случи излегување на БЕС од коалицијата со СДСМ? Пак е проблем ДУИ. Не можете вие, СДСМ со БЕС имаше предизборна коалиција. Тие веќе беа пред спојување. И на избори СДСМ наместо да застане зад БЕС, со која што беше заедно на избори во 2020 година, пак го избра режимската ДУИ. А што очекувате вие? После тоа дека БЕС треба да остане во тоа? Но и БЕС кога влегуваше во владеачка коалиција ја избра ДУИ. Не. Во предизборна коалиција БЕС беше со СДСМ, не беше со после тоа се случи така. Меѓутоа СДСМ не смееше во избор меѓу БЕС и ДУИ да избере ДУИ, затоа што со БЕС беа во предизборна коалиција и има заеднички листи. И како може после мене ми приговараат луѓе, ми викаат како не ти е срам, ти режим за ова влада. Па што е партија која врбува пратеници? Човекот потпишува дека е за симнување на владата, 24 часа вика пупу не важи, ја сакам многу Америка. И добро, има македонски граѓанин во оваа земја кој што ќе поверува во тие приказни. Америка, срцето ми е во Америка. Море, граѓаните тебе те избра да ги сакаш нив и ова земја, не Америка. Америка има кој ја сака. Ми даваш идеја за прашањето со ваква реторика и со жар за политиката, остануваш во новинарството или брзо ќе влеташ во политика? Ова ми беше интересно кога го прочитав тоа прашање, ме врати назад во време 2011, 12, 13, тогаш кога веќе се вжештито и судир со владата на Груевски, и во немање аргументи овие од владата ми вика, па што има да полемизираме со Насер? Насер не е новинар, тој е политичар.
или после кога дојде владата на ЗЕФ и ја останав да бидам критичен, вика Насер има политички амбиции. Веројатно некој во јавноста се обидува со тие спинови да ја, како се вели тоа, да ја релативизира мојата критика. Дека човекот еве, знаете, плива во политика и затоа мора така да збори. А вие навистина мислите дека во Македонија има политичка партија која би сакал човек како Насер Селмани да им биде внатре? Ја во тоа чисто се сомневам. Имаше некоја И идеја- една друга работа. Насер Селмани никогаш во својот живот не се нуди. Никогаш. Ако некој има, што ја не верувам дека тоа ќе се случи, затоа што знаете, во партиите тука кај нас и тоа е најголемиот проблем. Сега за крај може да констатираме дека ние влада практично немаме. Да. И дека влада нема да има. И најдобро е партиите да седнат најбрзо што можат и да се договорат. Ова формирање ново парламентарно мнозинство, врбување пратеници, тоа уште повеќе ќе не бламира. Во било која насока. Во било која страна. Треба да седнат да сватат дека ние имаме политичка криза и да се договорат како ќе излеземе. Едно време имаше предлог, ве посакуваше агенција за аудиовизуелни, нели? Не ме посакуваше. Беше некаков предлог. Беше предлог се на- изјалови таа работа, остана се така. Има ли Насер сега амбиции еве за Македонска радио и телевизија, за Еве сервис, ќе ви за- кажам, предлог да бидам идеја да бидам предложен за агенција не е моја. Прашате ги луѓето во ЗНМ, рекоа, ние мислиме дека ти може да не представиш Прашањето беше дали уште е млака таа ситуација, бидејќи од тогаш ништо не се промени, дали тоа уште држи тој предлог или веќе се измеша, се чека нов парламент. Не знам дали држи, веројатно ако нема не држи. Но знаете што е пораката? Јас прифатив само за една работа, само за една причина. За да покажам дека во Македонија има, пошто овие тврдат дека нема луѓе. Тоа што ни се пријавува, тие ние ги бираме. Не, во Македонија има луѓе, прашањето е тие такви луѓе не се. Како Насер Селмани. Затоа што знаат дека таму ја нема да слушам ни ВМРО, ни СДС, ни ДУИ, него ќе се залагам за стандарди кои што се општо прифатливи. Нема тука мрдање. Ние не разбираме дека нашиот медиумски систем е во длабока криза. Ако не направиме нешто, тој систем да го смениме. Се надевам ќе имаме можности и на таа тема. Како да дојдеме до некои цели. Дистрикт, Цивил прес студио, Насер Селмани, ви благодарам. За да бидеш.